Почитуван председателе, господин Зоран Заев, почитуван министр за здравство Венко Филипче. Многу интересно ќе кажете зошто министр за здравство, па во суштина ова можеби е првата фабрика во нашата земја во која што ние стануваме чинител во борбата против ковид, затоа што произведуваат нешто што ние секојдневно се бориме да стигнеме до, и затоа благодарам за денешното присуство. Почитуван господин Оливер Бургел, Јово и драга амбасадорка. Почитувани медиуми, граѓани. Денеска навистина Јово веќе почна да најави тоа што се обидуваме веќе неколку месеци да го повторуваме. Не е битно да си само присутен и конкурентен, туку да си присутен и да креираш додадена вредност е тоа што треба да се стремиме секој еден ден. И во суштина, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз во изминатите 4 години навистина направи исчекор во начинот како се привлекуваат не само странските, туку и домашните инвеститори и како се креира додадена вредност. Додадената вредност е подобро платени работни места, да бидеш присутен во ланецот на набавка на одредени индустрии кои што можеби пред 10 години тешко беше да се поверуваат. И тоа е разликата која што ние како влада се обидуваме да го направиме. Но почетокот на самиот овој говор сакам навистина да упатам честитки за отварањето на новата фабрика на Гересхаймер. Ова за нас е многу важен чекор, затоа што ова е прва нивна фабрика во југоисточна Европа. Со најавите дека размислуваат за проширување, навистина нас ни дава задоволство и чест секојаш да ги поддржиме. Ова само покажува и потврдува дека нашата посветеност за креирање на поволна и предвидлива бизнес клима е секојдневно присутна. Гересхаймер е компанија со долга и успешна историја, високо технолошки развиена компанија, потполно дигитализирана, роботизирана, каде што има место за високо едуциран кадар од сите технички струки. Кажа и веќе директорот Деспотовски за големината на инвестицијата. Отварањето на вакви фабрики во тир зоните значи креирање на атрактивни и добро платени работни места и ова е нашиот императив. За производи кои имаат повисока додадена вредност, како што кажав, за повисока продуктивност и конкурентност на нашата економија во создавањето на вредностните ланци. Само за подсетување за одредени податоци кои што се случуваат заради функционирањето на компаниите во тие зоните. Податоците од Државниот завод за статистика покажуваат дека за првите 2 месеци за 2021 година во споредба со истите месеци во 2020 година, кога се уште немаше пандемија, бележиме раст на трговската размена од 6,7%. Растот на извозот е речиси двоцифрен, изнесува околу 10%, а растот на увозот е околу 4,4%. А секако тоа што нас не секогаш не интересира е покриеноста на увозот со извоз од, можам да кажам, навистина високо 78,4%, што е одличен податок, знаејќи ги дека сме во период на криза. Дополнително, од септември 2020 година, кога новата влада го доби мандатот, подпишавме вкупно 48 договори за државна помош со компании кои аплицираа по Законот за финансиска поддршка на инвестиции, а дополнително се подпишани 5 нови договори со странски компании кои што се присутни во тир зоните. Значи вкупно 53 договори подпишани од месец септември, во вредност некаде од прилика 95,7 милиони евра инвестициски циклус или креирање на 2000 нови работни места. Ова е тоа што се стремиме да го постигнеме, да креираме нови работни места, повисоки платени работни места и предвидливо бизнис обкружување. На крај ќе ги поздравам напорите на менеджментот на Гересхаймер да продолжат да инвестираат во нашата земја и сакам да им порачам дека во државата имаат искрен партнер посветен на успех.
нека е Ирлија. Благодарам.